Почитувани, трагедијата во модуларната болница во Тетово, во која згаснаа 14 животи, можела да биде спречена ако Филипче бил чесен и доколку не го интересирале провизии, анекси и тендери. Трагедијата би била спречена доколку Филипче имал подготвено елаборат за електрична енергија, но и доколку техничката спецификација била како што треба, а истата ја прави одговорно лице назначено токму од Венко Филипче по негова насока, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале законот за градење и законот за здравствена дејност. Дополнително не се почитувале ниту минималните технички стандарди за заштита од пожари и експлозии. Филипче и Заев си го сменија и законот за градење за модуларните болници да ги стават во категоријата урбана опрема и на овој начин да ги заобиколат контролите. Згора на се, биле потрошени 300.000 евра од вкупно 30 милиони, или 1% од 100%. Каде отрише останатите 99% од парите, нема одговор. Да подсетиме, за оваа трагедија осудени беа периферни ликови, а Филипче, кој е единствениот потписник за модуларните болници, не е повикан ниту на информативен разговор од надлежните органи. Истовремено, во времето на Филипче сведочевме на обиди за набавка на вакцини од фирма која продава манго и ананас. Сведочевме на давање физиолошки раствори наместо хемотерапија на онкологија. Сведочевме и на милионски тендери во здравството, за кои до ден денес нема јасни одговори кој профитирал и каде завршиле парите на граѓаните. Почитувани граѓани, Филипче е символ на систем во кој политиката е над законот, а партиските интереси пред животите на граѓаните. Оние што треба да го гонат, шуруваат со него. Ова говори за подчинетоста на мала група на судии и обвинители кон Филипче и неговиот ментор Заев. Ние нема да дозволиме вистината да се заташка. Ке бараме целосна истрага и одговорност за секој што придонел за ова трагедија и за сите сомнителни сделки во здравството. Ви благодарам.